Почитувани граѓани, СДСМ и институциите што ги предводи и пред пандемијата со коронавирусот започна со реализација на реформа на здравствениот систем за унапредување на условите за работа во здравството и обезбедување подобри услуги за граѓаните. Санирањето на хаосот наследен во здравството, предизвикан со 11-годишната негрижа на ВМРО ДПМНЕ со вложување во здравствените институции, а пред се во човечкиот капитал, се покажа како клучен фактор за добро менаџирање на најголемата здравствена криза досега. За разлика од неодговорното владење на ВМРО ДПМНЕ, кога се погазуваше трудот и стручноста на здравствените работници, СДСМ континуирано вложува во човечкиот капитал во здравството. За 3 години со континуирано покачување ја зголемивме основната плата на лекарите специјалисти за 40%, на општите лекари за 25%, на медицинските сестри помеѓу 20 и 23% за сестрите што работат на клиниките, за 5% на здравствените работници и за помошно техничкиот персонал. Покачувањата на платите во здравството продолжуваат. Веќе во следната година следува покачување на платите за 10%. Нашата намера е платите во јавното здравство до 2024 година да бидат за 40% повисоки од денес, преку зголемување од 10% секоја година. Истовремено со покачување на платите во здравството, за 4 до 5 пати се зголемени коефициентите за дежурства на здравствените работници, а за 15% е зголемен капитациониот бод на матичните лекари од општа пракса, гинекологија и стоматологија. За периодот од 2019 до 2022 година се одобрени 931 специјализација и 130 субспецијализации кои се финансираат со средства обезбедени од јавните здравствени установи. Почитувани, очигледна е разликата помеѓу одговорниот однос на СДСМ кон здравството и расипничкото и деструктивно однесување на ВМРО ДПМНЕ. Како одговорна партија продолжуваме со инвестиции во јавното здравство и во време на пандемија продолжуваме и ја вложуваме и ја унапредуваме здравствената заштита.